Добро дојдовте назад, утринска добро утро секое утро, како и секој вторник, така и денеска професорот по трудово право Лазар Јовевски ни е гостин. Знаете, веќе поради општа безбедност за вас и за гостите на добро утро секој утро, затоа што се почитуваме пред се взаемно. Имаме постојано ваква комуникација, онлайн комуникација и онлайн гостување. Добро утро секој утро и за вас, професоре. Нека ни се срекни празниците, Христос воскресе за многу години. Добро утро и до вас, благодарам за можноста да гостувам вака и секако навистина воскрес. Да. Првото прашање за вас, затоа што оваа тема ја крстивме празници во вонредна состојба, па убаво би било да ни ги кажете одредбите, пред се кои се според најновите одредби и мерки на владата, но и за вашиот личен аспект или лична, како вие гледате на ова прашање, затоа што сме сведоци, Великден, денеска е веќе трети ден Великден, но има и такви луѓе што работеа за време на празниците, па според вас кои се одредбите, уредбите, односно обврските на работодавачот, како ќе се плаќа работодавецот? Ајде за крај, за почеток всушност да ни кажете кој тоа смее прво да работи за празници во вонредна состојба, на каков начин ќе бидат платени овие работници? Да, точно, за празниците, иако е вонредна состојба, дел од вработените и во јавниот сектор и во стопанството работеа и во неделата и во понеделникот и во други празници луѓето работат и многу често ме прашуваат кои се нивните права, како треба да се платат работниците, што значи тоа да се работи во празник, па бидејќи сега еве конкретно баш за Великден имаме два дена споено, значи недела и понеделник, односно недела не за сите е неработен ден, за некои вработени и во стопанството и во јавниот сектор е работен ден и недела и понеделник, така што треба да имаме секогаш во предвид дека ден на седмичен одмор или така наречен неделен одмор, кој што изнесува минимум 24 часа, не е секогаш недела. По правило, многу често се случува да е недела кај најголем број вработени, меѓутоа кај одреден процентат, сепак тоа и не е мал број на вработени, е некој друг ден од неделата кој што е ден за неделен, односно ја го нарекувам за да имаме подобра терминологија седмичен одмор, значи во рамките на 7 дена, еден ден, секогаш вработениот има право 24 часа најмалку да одмара. Сега во оваа ситуација многу често се става прашањето кога е Великден, што се случува во недела, што се случува во понеделник. Ако некој работи во недела, како се плаќа, бидејќи е неделен ден, нели, за некој и неделен одмор, за некој не, а понеделник како исто се плаќа, за повеќето понеделник е работен ден, меѓутоа во контекст на одредени исклучоци може да биде и недела ден за седмичен одмор, така да има разни варијации на тема и работите може да се закомплицираат. Меѓутоа, ова прашање е уредено со Закон за работни односи, меѓутоа начално, генерално, и оние кои што ги практикуваат, кои што ги користат овие права вработени, знаат дека овие прашања се уредени со колективните договори и општиот колективен договор за стопанството и општиот колективен договор за јавниот сектор, како и грански колективни договори, поединечни колективни договори го регулираат ова прашање и дилемата е како ќе се плати вработениот доколку во недела работи еден вработен, а друг колега работи во понеделник. Во случај на великденските празници, согласно општиот колективен договор за стопанството, а идентично одредбата и во општиот колективен договор за јавниот сектор од 2008 година, меѓутоа тука секогаш ставаме и 3.1 знак прашалник, бидејќи прашање е дали сега овој колективен договор за јавниот сектор се применува, некои сметаат дека се применува, дека важи, други дека не. Има тука одредена дилема, да не ги оптоварувам почитуваните гледачи. Меѓутоа, како и да е, согласно општиот колективен договор за стопанството, овие денови треба да се платат со надоместок за плата, односно со плаќање кои што се поврзани за работа во празници и неработни денови во износ од 50%. Тука се постава прашањето, бидејќи има во друга одредба каде што вели дека се плаќаат работа во ден за неделен одмор 35%, меѓутоа видете, овдека имаме празник, тоа е недела и понеделник е неработен ден. И ако го читаме добро колективниот договор за стопанството, токму во однос на ваквата ситуација се вели дека за работа на празник или неработен ден износот на надоместокот кој што треба да го добие, односно додатокот кој што треба да го добие вработениот по час,
е 50%. Во сите останати ситуации кога се даваат одредени додатоци на плата кои што се поврзани со одредени други околности, е околу 35% кои што се исплаќаат по еден час, додека во овој случај имаме исклучок, значи 50%. И според мене, оваа дилема овека завршува. Значи, некои сметаат дека треба да се плати во недела 35%, па во понеделник 50%, што и правнички и генерално во рамките на функционирањето на трудот и во рамките на животот нема никаква логика. Да некој кој што работи баш во недела на Великден да се исплаќа 35% како за ден на неделен одмор, а тој што работи во понеделник да му се исплаќа 50%. Така што и во двата случаја, кој да работи, како и да работи, согласно колективен договор, а истата одредба имаме и во колективниот договор за јавниот сектор, плаќањето треба да биде 50% по час, значи додаток на платата по саатница, така да кажам, на сите оние кои што работат во овој сектор. Тоа се луѓе кои што се на патарини, во царина, полиција, армија, во стопанството, во фабриките кои што работат, кај што не може производството да прекине, во текстилната индустрија на пример, или во другите индустрии, во зоните има голем број на фабрики кои што работат на овој начин, така што маркетите во минатото работеа понеделник и така натаму, на пример, недела обично одмараат. Генерално за Великден не се работеше, барем до лани, во понеделник работеа голем број на супермаркети и така натаму, ланци на маркети. Така што на овој начин мислам дека се затвара дилемата и се заокружува ова прашање. Токму така, а уште една уредба излезе од владата за годишните одмори. Вели вака, уредба за примена на законот за работните односи за време на водрена состојба, новините се однесуваат на користењето на деновите од годишниот одмор од 2019 и 2020, така што годишниот одмор од 2019 година треба да се искористи до 31 мај, а новиот за 2020 година до 30 јуни. Да, всушност излегува две уредби со законска сила, едната се однесува за јавниот сектор, едната се однесува за стопанството. И навистина, како да кажам, интересни уредби се во секој случај за проучување. Би рекол во одредена смисла. Многу прашања, многу прашања. Па има прашања и сега јас сакам да ги гледам работите од двете страни, и останата на работниците, на вработените и останата на работодавачите. По тоа што јас го гледам во рамките на овие уредби, можам да заклучам дека овој тип на уредби во најголем број на случаи, да не речам повеќе од 90%, не одговара ниту на вработените, ниту на работодавачите. Само на мал број на работодавачи, на вработени речиси на никого, на мал број на работодавачи одговара да постојат овој тип на уредби. Зошто? Сега ќе ви објаснам во кратки сентенци. Всушност, кога се дава ваков тип на користење на годишниот одмор, најчесто луѓето се приморани и го користат годишниот одмор кога тие не сакаат да го користат, и тоа е до стариот годишен одмор, оној втор дел од годишниот одмор од минатата година да се искористи до крајот на мај, додека новиот за 2020 година да се искористи до јуни истава година. Како е тоа можно? Како се извинам? Како е тоа можно, велам, кој тоа ќе остане на работа ако сите отиме на одмор до 20 јуни? Па видите, логиката, колку што јас можам да ја видам, одеше и оди на линија да на овој начин всушност се вработените испратат дома, да се спречи ширењето на коронавирусот, бидејќи луѓето ќе седат дома, нема да одат на работа, и на тој начин наводно да всушност и се сочуваат одреден број на работни места. Меѓутоа, има една друга, тука позадина една друга ситуација. Како што напоменав, речиси сите вработени не им одговара овој тип на користење на годишен одмор, бидејќи хипотезите од докторите, инфектолозите, епидемиолозите, меѓународните експерти во однос на вирусологијата упатуваат дека во текот на летните месеци или воопшто ќе се намали инфлуенцава, значи вирусов, или ќе биде во многу мал број, каде што ќе може да се повеќе или помалку нормално функционира. Тоа е едната компонента. Втората компонента е да годишниот одмор, се зборам повторно на аспект на работници, се дава заради одмор во однос на
обнова на психофизичките способности на вработените по вршење на одредена работа која трае во континуитет. Давајте го годишниот одмор едниот до мај, другиот во јуни да се искористи, или еве може во април, претходно овој втор дел од 2019 да се користи така натаму. Сушност, при тоа, дел од тие вработени кои што сега во моментов користат годишен одмор и онака не би можеле да доаѓаат на работа, па би користеле некои други права, може би дел од некои мерки кои што се презедоа или одредени аспекти кои што ги има во Законот за работни односи, на овој начин се губи основната логика, основната функција по дефиниција што е тоа годишен одмор. Годишен одмор е регулирано и со европските директиви и со меѓународните конвенции, односно со една меѓународна конвенција на Меѓународната организација на трудот. И тоа е основно човеково право поврзано со работен однос. На овој начин, формулирано и вака, дадено да се користи годишниот одмор, директно се удира, се чепка во овие меѓународни акти кои што Македонија, особено конвенцијата, ја има ратификувано. И на никој не може да му се оспори правото на годишен одмор. Меѓутоа, вака да се користи годишниот одмор го губи своето значење, својата смисла и воопшто се користи за нешто друго. Се користи и тука сега доаѓа до оној момент каде што на работодавачите не им одговара, да работодавачите се приморани сега да го дадат годишниот одмор, при тоа да ги исплаќаат вработените со полн износ, бидејќи согласно законските одредби, колективните договори, додека вработените се на годишен одмор имаат право на надоместок на плата во износ од 100% како да се на работа, односно износ од 100% од платата. Нема разлика. Не одите на годишен одмор, а платата е иста кога ќе се вратите од годишниот одмор или и така натаму. Меѓутоа се направи еден на овој начин удар повторно на работодавачите, да тие не можат да искористат мерката да ги пратат дел од вработените на принуден одмор или да го користат правото да ги испратат заради вонредна ситуација со интерни одлуки и да им исплаќаат 70 или 50% на вработените. При тоа работниците го користат годишниот одмор кога воопшто не им одговара. Значи, иако во одреден период може би ќе кажат, па добро, барем платата сега ќе земеме изборена. Па не, меѓутоа да се сетиме дека понатаму од јуни, веќе јули, август и така натаму до декември тие не ќе имаат воопшто годишен одмор, да ниту еден, односно само 2 дена ќе може да искористат, бидејќи законот тоа императивно го наведува да ги искористат кога сакаат до крајот на годината. Така што на прв поглед можеби изгледа како окей, добро е, меѓутоа моето уверување дека воопшто не е добро и дека ова допрва ќе се одрази кај вработените и кај работодавачите, бидејќи дополнително сега финансиски ги оптоварува, наместо малце да се релаксираат и онака мерките економски кои што се даваат, не ги даваат очекуваните резултати, дополнително сега замислете огромни фабрики каде што има по 200, 300, по 500 луѓе вработени, ајде сите на годишен одмор сега ќе користат и работодавачот ќе треба да ги исплати со 100% износ. Или што треба да се очекува? Тој после јуни најголем дел од тие вработени е за очекување дека ќе добијат отказ заради деловни причини, односно ќе бидат прогласени за технолошки вишок. Дури да користат мерки работодавачите, нели сега се намали до крај на јуни да ги задржат бројот на вработени, така што во овој контекст, односно јули, така што во овој контекст навистина ќе се очекува во текот на летниот период да се соочиме со дополнителни проблеми. Навистина и на работниците и на работодачите оваквата сега констелација на односи дополнително им создава проблеми, неизвестности, тешкоти, иако сега во моментов можеби се сите дома, зборам сега од аспект на вработени, од аспект на одреден поширок синдикален контекст. И се смета да во ред, меѓутоа допрва можно е велам да дојдат до одредени негативни консеквенции овие мерки во текот на летниот период и раната есен. Да, и замислете, професоре, според оваа уредба само на шега, нели сите да отидат на одмор? Затоа што законот и уредбата според ова во оваа вонредна состојба е дека да го искористат годишниот одмор до 30 јуни, односно 2020. И замислете сите да отидеме на одмор. Па видите, ова има се и други економски последици. Ако туризмот е да речем, допрената гранка во делов на економијата и угостителството, најголем број на последици користат сега. Ако сите ги искористат годишните одмори во овој период каде што и онака се седи дома и каде што имаме вонредна ситуација, каде што не се излегува, каде што мерките допрва ќе треба во тек на месец мај ќе видиме тоа дали така ќе се одвива, ќе треба да се намалуваат полека рестриктивните мерки.
тогаш ако одат сите во јуни, што правиме за јули, за август, за септември? Сезоната е пропадната во Македонија и онака. Така да ќе треба веќе да се размислува уште сега за што понатака, како ќе функционираме во текот туристичките капацитети во текот на јули август, каде што за очекување е зборам сепак според докторите, не според мене, не според правниците, туку според оние кои што се во струката, дека во текот на јули, август, септември веројатно вирусот нема да има овој интензитет, а според некои воопшто ќе го снема, ќе исчезне, и тоа според одредени меѓународни инфектолози и епидемиолози кажуваат дека ќе падне пикот, бидејќи тоа е некоја статистика која што се случувала во рамки на вирусите општо, како некое повторување, некое правило, така што зошто тогаш воопшто да немаат право граѓаните да користат одредени права од работен однос, да користат тоа основно право да искористат годишен одмор, на пример во август месец, да отидат, во јули месец или на почеток на септември. Така што ви велам, кога ќе погледнеме малку подалеку од сега ова, ајде да користиме годишен одмор, што да користиме за да се спаси економијата? А ја мислам дека на овој начин, напротив, дека економијата, посебно во овие сектори, допрва ќе биде оштетена, бидејќи ќе нема најголем број од луѓето ќе ги искористат овие сега мерки кои што се, и тоа е тоа. Во јули, во август, во септември, што? Сите ќе работат, тие што ќе останат на работа. На крајот на краиштата на одмор се оди кога сакаш да отидеш на одмор, така, а не кога треба или некој ти налага да отидеш на одмор, а некои работни места па не е ни возможно да користат одмори до 30 јуни, како е нашава телевизиска работа, па и утринската. До 30 јуни замислете да нема утринска. Да. Добро. Точно, допрва ќе се јавуваат нови прашања, нови дилеми, нови проблеми, многу прашања, моменти. многу недоумици, навистина ова кога излезе ова уредба, навистина остава простор за многу дискусии. Верувам дека повторно со медиумски притисок дека нема да се направи ова уредба, дека новиот одмор треба да се користи до 30 јуни ова 2020 година, што станува со јули, август, септември, можеби најубавите месеци за одмор годишен. Но добро, останува да видиме. А меѓу останатото се јави наш гледач во Добро утро секое утро, тој е стечаец од 95-та година и вели дека според најновите водредни мерки на владата воопшто иземени се и овој тип на луѓе или стечајците, а воопшто ќе зборуваме, но за тоа потоа како најава за идниот вторник што тема ќе обработуваме врзана за занечините, но што мислите за стечајците? Видете, во однос на стечајците и претходната влада и оваа влада презема одредени мерки за да се санираат одредени последици кои што и неправди кои што ги трпат оваа група на граѓани низ годините. И во контекст на ова коронавирус нема посебни мерки, точно за волја на вистината, кои што би се однесувале на стечајците. Има одредени мерки од минатото кои што им даваат одредени надоместоци, одредено испаќање на некои парични надоместоци се до моментот на нивно исполнување на услови за пензионирање, така што се носеа повеќе закони, измени на закони кои што го прошируваа генерално опфатот на луѓе кои што се останати не по нивна вина во стечај пред се од државни компании кои што беа во 90-тите години па и понатака, меѓутоа нема некоја посебна мерка, така што сега треба да се направи тука да се види една добра анализа колку луѓе, како, што се зафатени овие, дали има, збораме за стечајците, дали има одредени права кои што би можеле дополнително за нив да се доуредат. Така што веројатно се смета дека тие се покриени со оние надоместоци кои што претходно веќе им се воспоставени по сила на закон и со тоа се затвара прашањето. Меѓутоа, со оглед на тоа што еве и ваш гледач се јавува и го поставува како прашање, очигледно дека тоа не е доволно. Веројатно има и други аспекти кои што ќе треба да се размислат, ќе треба да се видат, да се проверат, да се преиспитаат и евентуално се преземат дополнителни чекори. Оваа ситуација повеќе или помалку не засега сите и не затекна сите. Колку сме спремни, колку не сме спремни, тоа е веќе друго прашање и друга тема на дискусија. Меѓутоа, моите предвидувања се дека во текот на месец мај
ќе дојде до се повеќе олабавување на мерките, и тоа во западноевропските земји, пред се ќе почне од Германија, веќе други одредени земји почнуваат и во регионот, еве Хрватска почнува, Србија најавува исто, и ние најавуваме, меѓутоа ќе видиме како ќе се одвиваат нештата. Исто така очекувам дека во текот на месец мај и во Соединетите американски држави тоа како ќе се почне да се рестартираат одредени аспекти на економијата. Гледаме веќе во Иран исто така се почна од овој викенд да се отвараат одредени мали бизниси, да се дозволува и така натаму, зборам сега глобално, така што за очекување е дека во месец мај кај нас ќе почне да се рестартираат одредени бизниси, одредени економски аспекти. И од тука ако биде така, најверојатно ќе биде така, тогаш се поставува едно дополнително прашање во контекст на ова претходно што го дискутиравме, а тоа е ако ние почнеме веќе во текот на јуни функционираме повеќе или помалку во некоја нормала, која што е нешто слично на претходниот период кој што пред коронавирусот ги имавме, тогаш повторно се поставува прашањето зошто во текот до јуни да се користат годишните одмори, кога можеби работодавците реално ќе имаат потреба да имаат вработени на работните места, да можат да непречено да работат и така натаму. Тоа е дополнително комплицирање во однос на одлуки, изготвување за годишни одмори и така натаму. Значи сето тоа ќе направи еден дополнителен хаос во целиот систем. Меѓутоа останува да видиме дали времето овие мои тези ќе ги потврди, иако јас сум сигурен дека ќе се движат работите во овој контекст и дека мора да се прави баланс во целата ситуација, во целата приказка помеѓу економските аспекти на проблемот и здравствените аспекти на проблемот. Поврзани се едни со други. Тоа е исто како некого да го пратите на лекување, вработен, например, да користи отсуство заради болест, а да не му давате никакви пари додека е на лекување, на болничко, лежи во болници, ништо. Значи, само едната компонента ја затварате. Меѓутоа, тој кога ќе оздрави, кога ќе се врати, треба да има одредени средства, му требаат пари додека се лекува и така натаму. Сега правиме една паралела, малце и слична со цела ситуација. Така да допрва ќе видиме како ќе се движат нешто. Баш убаво кажавте, професорот, добава ќе видиме кој тоа се е опфатен во овие мерки, дали беа навремени, дали не беа навремени. Многу поплаки, многу жалби до редакцијата на Добро утро секој утро баш од работниците. Нивните работнички права се прекршени во многу наврати, па и посебно во оваа вонредна состојба. Како што рековте самиот, да, сите нас не затек на оваа кризна состојба, но верувам дека ќе се опфатат сите. Барем тука сме ние со медиумскиот притисок од Алфа телевизија и Добро утро секој утро да тоа како обврска или да го извршиме, па останува на нив да некои нешто да ги променат. За идната недела најавуваме ете однапред тема дека ќе зборуваме дека има и такви примери, за жал, дека во време на отпуштања има компании кои вработуваат среде корона кризата, а и ќе зборуваме и за тоа како најава исто така од владата дека имаат обезбеден паричен надоместок за занаетчиите. Секако има и некои услови што треба да ги направат и занаетчиите, но за тоа треба да бидеме заедно. Секако и од вторник ви благодарам за корисните совети за денеска за оваа тема празници во вонредна состојба и кој се може да работи, на каков начин би требало да бидат исплатени работниците. Ви благодарам, професора, ви посакувам убав ден и да се слушнеме за една недела. Благодарам за можноста да гостувам. Поздрав до сите гледачи. Убав ден.